Почитувани, добар ден. Се разбира, веќе е време да ја почнеме и оваа црвена линија. Се полни новогодишната кошница. Производителите првично понудија 600 производи, но како поминува времето, со налепницата помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме, обележени се над 1000 производи. Инспекторите влегуваат во продавниците да проверуваат дали трговците ја почитуваат мерката, а граѓаните од продавниците излегуваат разочарани. Но не само инспекторите, овој пат мониторинг ќе прават и синдикатите, организацијата на потрошувачи, медиумите, но и граѓаните. Потрошувачите имаат право нерегуларностите низ маркетите и продавниците да ги пријават кај надлежниот и тоа на бесплатниот телефонски број 191 или на веб страницата www.dpi.gov.mk. Маријан Ристевски, заменик министер за економија и труд, посочи дека на производителите и трговците кај кои ќе се најдат неправилности, прво ќе им бидат пишани опомени, а потоа казни по законските казнени одредби за трговска измама. Законот за заштита на потрошувачите пропишува кога се спроведува акциска продажба, новите цени се утврдуваат врз цените од изминатите 30 дена. Во случајот од 15 ноември до 15 декември. Има ли неправилности во акцијата помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме? Дали ќе пријавите во Државниот пазарен инспекторат ако приметите неправилност? Дали чувствувате благодат од акцијата помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме? Тоа се некои од прашањата што ќе ви ги поставиме, а темата денеска е: има ли неправилности во акцијата? Дали сте задоволни од понудата? Секако тоа не се единствените прашања кои што ќе ги поставиме во црвена линија, секако имаме и прашање кои што секогаш го поставуваме, ама на Инстаграм. Тоа значи дека веднаш треба да не заследите и секако да земете активно учество во денешната анкета. Прашањето е: дали цените на вистина се намалени? Имате, како што гледате, две опции за одговор. Ако е вашиот одговор да, кликнете на ова поле, ако е не, кликнете на ова поле. Секако ќе пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите таму некаде пред рекламите. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот, а потоа почнуваме со вас. Се полни новогодишната кошница, производителите понудија намалување од над 1000 производи, но првите податоци за тоа колку граѓаните ќе заштедат ќе се знаат на почетокот на идната година. Оваа налепница месец дена ќе биде присутна меѓу дел од производите. Додека инспекторите на терен проверуваат дали трговците ја почитуваат мерката, граѓаните од продавниците излегуваат разочарани. Новогодишната кошница е замајување на јавноста, сметаат тие. Ни сирење, ни месо, сувомеснати, нема намалување, ретко. На 30 производи еден може има намалување. Замајување на народот, ништо друго. Поготово за тие што имаат поплиток джеп. Ништо мислам дека нема намалување, уште мислам ги китат како елки продавници со тие украси, со тоа што како пишува не грижи се, што знам, не ми текнува, значи има некоја ситна работа. Ништо нема. Но за разлика од претходните мерки, овој пат мониторинг за тоа дали се почитува одлуката, освен инспекторите ќе прават и синдикатите, организацијата на потрошувачи, но и граѓаните и медиумите, посочи заменик министерот за економија. Сите неправилности кои ќе бидат утврдени од страна на бизнис секторот, посебно и на маркетите, во однос на изигрување на цените, оно што самите го понудиле, за како попуст кон граѓаните, како општествено одговорни компании, а го изиграле на што самите го понудиле, ќе ве замолам и вие како медиуми да го правите тој мониторинг и навремено да пријавите до пазарна инспекција. Инспекторите ги повикаа граѓаните да пријават доколку утврдат неправилности, но нема да проверуваат дали трговците до 14 ноември ги зголемиле цените. Ке се држат велат до Законот за заштита на потрошувачите, кој пропишува дека кога акцијска продажба се утврдуваат цените во изминатите 30 дена, во случајот од 15 ноември до 15 декември. Да, формално правно имаме механизам да ги провериме и уназад уште плюс еден месец, меѓутоа, да, по закон за заштита на потрошувачи ние контролираме
овие 30 дена, односно најниската цена во изминативе 30 дена. Опозицијската СДСМ новогодишната кошница е нарече измама, а инфлацијата од 4,3% во месец ноември велат покажува дека цените веќе се покачани. Мерката ќе трае еден месец, односно до 15 јануари. Во листата на новогодишната потрошувачка кошничка спаѓаат лепи и житарици, пекарски производи, месо и преработки од месо, риба, млеко и млечни производи, свежо, замрзнато и конзервирано овошје и зеленчук, безалкохолни и алкохолни пијалаци. А сега на потексте вие почнуваме со разговорот со вас, односно секој од вас има своји 90 секунди, кои што можете секако да ги повторите, односно да добиете нови, доколку и повторно го завртите нашиот добро познат број 023070005. Не заборавајте, имате во предвид секогаш кога ќе ве вклучат во режија и целосно да го намалите тонот на телевизорот. Па еве да почнеме со прашањето дали сте задоволни од оваа понуда, забележувате ли намалување на цените и всушност дали ќе пријавите во Државниот пазарен инспекторат доколку забележите неправилности. Почнуваме со вас и верувам дека секој од вас ќе говори како граѓанин кој што постојано и пазарува и секако од прва рака што се вели ќе може да ни открие каква е ситуацијата во маркетите кога станува збор за оваа акција. Добро вечер. Добро вечер, Тина, ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Вака сега да ти кажам. Задоволни од понудата не. Имам кажано и пак ќе кажам. Кога државата ќе има своји магазини, своје се, да речеме, и таа ќе му давам на маркетите, тогаш може да ја цената да ја регулира. Сега, еве ви со пример. 560 денари качкавал, нема да именувам, пред ова што се најавува, сега е 795. 695. 700, значи. Од 560, пишувајте ако сакате, 690. Сега, од 690 ќе го намалиме 10%, тоа е 70 денари. Пак 70 е поскап. Ова е чиста лага. Не можете да ги држите цените кога не е реков државата не стои за тоа. Таа и диктира цените. Тоа е со се. Джабе зборувате. Мене никој не може да ме убеди, а волката ако сакам 500 денари ќе продавам на пазар. Ако сакаш купи, ако не купувај. Како ќе држите? Според вас дали е таа пракса што ја забележувате во сите маркети или има исклучоци? Во сите, еве ти прво во Веро ќе ти кажам, одма во Веро ќе ти кажам, во Тинекс, маслото, допред ова да дојди беше поевтино, сега е поскапо. И што се, го намалуваме 10 насо за тоа што го поскапивме. Немој Тина, тоа се дечки играчки, порно да си чутеа и да си гледаја. Како да гледате на нас, продолжете секако да не следите. Благодарам за вашето активно учество во Црвена линија. Време е да слушнеме што ќе кажете останатите. Добро вечер. Добро вечер. Убава вечер и вам, во Црвена линија сте. Исто и вас, убава вечер. Па како изгледа и пазарувањето? Забележувате ли намалување на цените, неправилност? Забележуваме, ништо нема намалено, душо, се е уште покачено. Дупла, ни леп има покачено, ни масло, ни шеќер, ништо, се е покачено, нема намалено, ама ништо. Ни млеко, ни сирење, ништо. Јогрет што го земаме по 110 динара, сега 115, 120, се е покачено. Немој да ја лажат луѓето и да се јавуваат јури на телевизорот како не се срамат, па и Маријан Ристевски синоќа. Вака ќе биде нака, никако. Тешко на народот, нема леп да јадат. Дали би пријавиле неправилности, се разбира? Аме еве пријавуваме, во Ангели пријавување. Ако дојде некој и гледаме, идат некој тамо, тргни се со продавачот, со газдата, насрна шуш, буш, замени се, ај. Се побуни еве за јогретот. Јогретот 15 динара е покачен, не да е намален тие што го земаме по 100 динара, сега стои 15 динара. Лебот, какво намалено? Ни динар нема намалено. Ништо нема намалено. Се е покачено. Се е покачено. Тоа е жива лага. Никој да не лажи дека е намалено.
Ништо нема намалено и тие што шетат инспекторите изгледа му подават под рака и хај. Така, благодарам многу и вам за вашите одговори. Останете со нас да слушнеме останатите гледачи што ќе кажат на денешнава тема. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Прво благодарност до телевизија Телма, што ја постави таа жешка тема, граѓаните да си ги кажат маките. Поминаа 2 дена, не видовме никаква акција. Повеќе се дигна галама во средствата за јавни информирања, нема ништо повеќе. Да не набројава. По маркетите и тоа што видов за 2 дена. Денеска бев по зелените пазари. Нема таму ништо намалено. 18 денара домашни јајца. Да не кажам. А во маркетите пакување од 10 јајца се движи од 90 до 100 денара. Меѓутим, ги поддржувам граѓаните да бидат трпеливи и истрајни во своите навики и тоа, па да се надаме во наредните денови дека и трговците и ние ќе најдеме заеднички збор, ќе ги намалат цените на како што беа на 15 ноември. Пошто верувам во тоа дека ќе ги направат тие промени, надата е последна која умира кај нас граѓаните, а идат новогодишни и други празници да ги не набројам, барем ако не е пристојно да ги подготвиме нашите домашни трпези. Ви благодариме и вам за учеството. Подсетување оние кои што секако нема да се вклучат во живо, во црвена линија, имате можност преку коментари и споделување да земете активно учество на темата за која што зборуваме, па дури и по завршување на емисијата. Така да коментирајте и на Facebook, црвена линија профилот и профилот на Телма телевизија. Продолжуваме со вклучување на гледачи. Добро вечер. Дали се слушаме? Во црвена линија сте? Добро вечер. Добро вечер, господине Љупчо. Еве, дали пазарувавте? Едно одговор на вашето прашање, дали да пријават граѓаните. А што да пријават, каде да пријават, врзостава на што да пријават, што е реперот? Сакам да прашам. Дали граѓаните да знаат листата право на кои производи се намалени? Не. Каде е листата? Ја сокрие листата. На интернет ја има. Па немаат сите интернет, сакам да прашам. Имате сите интернет во оваа држава? Немаат. Постариве знаат да работат на интернет? Не. Тогаш, како да направат споредба што е намалено и дали е нешто намалено? Сега го има налепници, еве, налепници. Ау, па немој жити мајка со налепниците, што да ти кажам? Све ми бој лепо стои, што ви кажат србите. А бесплатниот телефон 191? И, мислам, знаете што, ова е измама на векот, си поиграа со умот на граѓаните. Викате, еве, безалкохолните пијалци треба да се намалат 10%, така ли? Во еден ланец на скопски маркет има едно пакување Кока-кола, до сега се продаваше по 72 денара. Денеска знаете колку е тоа пакување? 92 денара. Па нели треба да се намали, не да се зголеми? Нели спаѓа у групата безалкохолни пијалци? Тоа не го гледаат, мислите, инспекторите? Го гледаат. Благодарам многу за вашите одговори. Веќе прочитам и дел од коментарите сега кои ќе ви посочам на Facebook, задолжително да следете, а не само црвена линија, туку и профилот на Телма телевизија, каде што секако се објавува за вестите и најновите информации, како и прилозите кои што секако можете да ги проследите предходно на вестите. Како и да, еве ги коментарите под веста дека всушност стапува на сила кампањата, односно акцијата помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме. Радко напишал: браво за владата, бизнисот и трговците, голем поздрав до пензионерите. Драги пензионери, еве ви шанса со покачената пензија 5000, растрчајте се по маркети па купувајте за вас, вашите внуци, па и за синовите кирките. Ха и немој да лелекате.
Како и да, Ленча напишала, например, Ленча Тренчевска напишала каков народ, такви цени. Забележувате ли намалување на укажаните артикли на нивните цени, кои што се предвидени? Ке подсетиме дека се полни новогодишната кошница, најавено е намалување. Првично беше цените на 600 производи, но како поминува времето, на лепницата помалку трошоци, повеќе за тебе се грижиме, ќе биде застапена на повеќе од 1000 производи. Го забележувате ли тоа? Забележувате ли намалување на цените на производите во маркетите? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Па, ова е уште една сала млага на премиерот, кој што вети едно, а уствари на терен се случува сосема друго. Сите производи се поскапени, ништо не е поевтинето, а некој ги нема тргнати со драфтовите, така да јас не знам до кога ќе лажат и зошто не му расти носо. На Пинокио му растеше носо од лаги, овај гајле нема. Истио е. Или ќе му расти допрва. Иначе, трговијата се знае каква е. Нема потреба некој да ја регулира цената, самата цена се регулира. Има побарувачка, цената расти. Нема побарувачка, цената се намалува. Тоа е правилото во трговијата. Друго правило нема. Тоа што се прават акции од време на време пред истекот на рокот на употреба или било што, месец дена ли, 2 недели ли, или било како, тоа е друга работа, тоа се инакви намалења. Тоа не е ова во кошницата. Кошницата е нешто друго. Кошница, ова е која? Втора, трета кошница поред. А неотепа со тие кошниците. Не знам, ако ќе се изнервира, некој ќе му клајта кошницата нагоре. Благодарам многу и вам за учеството. Ево уште дел од коментарите на Илен Леовски, кој што напишал: може би да, може би не. Немаше вчера многу производи намалени и ако се намалени за 3 до 5 денари. Срамна и без ефект и оваа мерка, како и сите досега. Само една мерка и ништо друго. Покачување плати и пензии за повеќе од 78%. Зошто цените се покачија над 100%. Уште пред 2 години и понатаму растат и нема крај. Мерката е времена, а потоа повторно профитерите ќе зголема цени. Ништо не бива од оваа држава, кој има, кој нема. А не верувам, го имаме и следниот гледач или може би веќе гледачка. Добро вечер. Добро вечер, убава вечер. Убава вечер. Ако сум на линија. Да, ве слушаме, повелете. Благодарам, пак. Прво, оваа мерка, оваа кошница воопшто не требаше да ја носат, затоа што прво ја промашија. Требаше прво да кажат од која дата ќе важат цените, не може да се покачуваат. Ако да каже од 31 август, од 15 септември, и тогаш ќе можеше да има некаква контрола, некаков ред. Меѓутоа, они само се попалија дека ќе има кошница, во меѓувреме ги накачија производите за 30%. Еве, прост пример, нема да го кажа маркет, маслото за јадење беше 72 денара, сега е 92 денара. Ќе го намалат 10% и пак ќе биде негде 80 денара ќе биде. Што намалија? Затоа ми се чини дека воопшто нека не се фала со тие кошници, затоа што претходната влада и ја ќе речам имаше недостатоци, но тоа што го даваше со некаква цел. Даваше ваучери, даваше, ако сакат да му помогнат на овој народ, тогаш нека земат на сите кои имаат помалку 35.000 денари плата или пензија, на сите ние да му даде ваучери до 1.500 денара и со тие пари да трговците не викаат, да одиме да пазариме кај нив, да ги потрошиме тие ваучери во нивните маркети. Тогаш тие сакале ќе ги намалуваат цените. А вака они ги качија до таван и сега ќе ме лажа. Мижи, јас сам да ти баа. Ми се дека ова е промашено. Внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Еве што напишал Ванчо Крстевски. Вели, флаерот на рафтовите во маркетите треба да гласи повеќе за трговците, помалку за народот. Доста со лаги и превара, народот не е глупав и ги следи цените.
Па какви цени забележувате? Дали забележувате намалени цени, дали забележувате неправилности, дали сте задоволни од оваа мерка? Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете во црвена линија сте. Благодарам. Меркава што е новогодишна кошничка, можам слободно да кажам дека е чиста измама и манипулација на народот. Јас сум директно инволвирана во трговија и можам со сигурност да кажам дека ова е баш едно мачкање очи, ама тоа што да ви кажам. Значи, од над 1000 производители, дистрибутери, пријавени се само 98 и не се задолжени да ги намалат ударните артикли потребни за периодов, да речам, туку намалуваат артикли кои што се буквално не обртни. Намалуваат, пример, еве ќе земам сардина со чили сос, нешто што не им се троши. Значи, маслото од 80 покачено на 92, месото за 50 динари поскапо, јајцето од 70 покачени 90 и купани и се останато. Ако сакаат да направат кошничка, не мора да мачкаат очи со крекерчиња намалени и некои други разни ситници, може да ни намалат струја, да не намалат акцизата за бензин и останато. Значи, ние сите луѓето да видиме бенефит. Ова е чиста манипулација, измислица, не знае како понеко да го направат, па ајде новогодишна кошничка и секојдневно се зголемуваат артиклите. Дали некој види што точно е намалено? Се она што е потребно за секојдневен живот не е намалено. Да не се лажеме. Јас без крекери денес можам да поминам, ама без лепче, без млеко и останато не. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Топло препорачувам да останете со нас. Продолжуваме да слушнеме и други одговори. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, црвена линија. Ало, добро вечер и убава вечер, Тина. Убава вечер и вам. Па забележувате ли намалување на цените? Ве молам само едно нешто. Многу убаво, да, многу убаво кажа гледачкава. Само да појдете во маркетите во Стокома, да појдете во Камарк, во Киткот, ништо верувате дека нема намалено она што нас не треба. Млеко, јогурт, кашкавал, сирење. Ти рекол, што например нас не треба. И знаете што? Јас се јавив до државен до државен пазарен инспекторат. Што е бишта пазарна. И викам, ве молам, дали може, да, државен инспекторат, викам, дали може еден инспектор, еве со мене нека иди да видиме од гондола на гондола ке одиме кој артикал е намален. Прашеко, ненормално. За хигиена што се свестата. Ненормално. Убаво гледачката рече. Ова е само нешто, не знам што. Ставиле некои производи кои што никад не си ги вишал со намалени цени. Верувајте дека ништо злато не е намалено. Ништо. Убаво пензите да останеа така и да останеа како што беа цените така, многу поубаво ќе беше. Или не мора да се покачуваат цените, па ќе земаме тоа што имаме, тоа ќе јадиме. Не може вака стварно се лажиме, дури до Киткот, така неерна нешто бе, и со тоа отидов дури. Благодарам многу и за вашите искуства што ги споделивте со гледачите на црвена линија. Ке ве потсетам сите останати кои што нема да успеете да се вклучите во живо, не заборавајте, дискусијата можете да ја водите и на Facebook, на нашиот профил Црвена линија. Денес вака изгледаме таму. Секогаш низ фотографија, анимација, графика ги прикажуваме темите, па еве прашуваме дали цените навистина се намалени 10%. Како и да Спасе Василев напиша дека нема да го спомнуваме маркетот, но си ја сокри незината Facebook страна за да не можеме да правиме споредба. Тоа некој го контролира. Не се пред тоа се качени и намалени се 5 денари. Гола вода невидена, превара на владата. Абе секој граѓанин е веќе свесен дека се лажговци и кога има избришано, кога има избори,
избори само ветуваат, лажат и кога ќе седнат на тронот забораваат што ветиле и си ги полнат своите жиросметки. Па дали цените на вистина се намалени 10%? Што забележувате на рафтовите, што забележувате низ маркетите? Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Поздрав до вас од Црвена линија сте. Повелете. И благодарам. Ја ве поздравам вас и цела екипа на Телма телевизија и пошироко низ цела Македонија. Знаете што неправилности постојат. Акција е само на хартија напишано, меѓутоа цените, знаете од пред 15 дена какви беа цените. Од 1 до 15 се зголемија цените. Која е акција 10%, кога тие ги зголемија 30%. Знаат сите и пазаришна инспекција и комплетно цела држава, па не сме деца ние да се лажеме. Ова е све лажење, ова е све мачкање, купи ден да помине. Владата како влада, не па таја, која е таја, јас како собственик на маркет да ми кажат мене дека јас можам да ги треба да ги намалам цените. Немам тука ништо забелешка кон нив. Тие треба да работат институциите, се знае кој што е пазаришната инспекција, има многу инспекции кои што треба да работат. Ако ставил плаката акција, зашто не навлезат во фактурите да проверат со кој датум се, кои цени се влезните фактури и кои се цените. И дали има стварна акција. Тоа е таа инспекција пазаришна која што треба да функционира. Меѓутоа сето ова е лудило, тешко овој народ кој што живее во Балкан, а претежно во Република Македонија, ќе го издржиме. Веројатно ќе се најде некој маџоничар кој ќе ги исправи сите грешки кои ги правиме. Јас се надевам дека таквиот маџоничар ќе се роди. А кога ќе дојдат, ќе го чекаме. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види сега, за намалување, јас сум сведок што има едно нешто што е намалено. Редовно купувам за еден мој човек оние тутун за биткање, за мотање. Истиот тој тутун, идам пат на тезга да го купам и викам дај ми од пола кило тој тутун и ми дават истите кеси, ама некако кесиве чудни, мако како намаленки. Кога читам 0,45, значи 50 грама помалку на кесич. Исто балажирано све како претходното купување која беше по 500 грама, сега 450, значи стварно има намалување. Да не се лажем, некоја искрени се, значи ова власта, значи стварно се грижи за народ. Верба во нив да се нема. И вака ги им препорачам на господината што гласат. Господа, кога гласате, знаете дека гласате за некој да си прави мајтав со вас, да се изживljава со вас и само да ви носи закони каде што ќе бидете казнувани. Значи нема да ви носат закони каде што ќе бидете наградувани, само имате закони за казнување. Значи јас кога идам на избори, еве ја лично, допишувам уште една графа у листчето и пишувам некој вулгарен збор таму и го заокружувам. Поздрав, пријатно. Поздрав, добро е што не употребивте вулгарен збор. Правилото во Црвена линија и веќе повторам, особено за оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучат, внимавајте само колку и да сте револтирани на изборот на зборовите, да не бидат погрдни, вулгарни, да нема говор на образа и секако говор кој што лудира на насилство. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас и до сите гледачи на овој Благодарам. канал. Сакав само да искоментирам дека се во реч што зборуваат, но дали воопшто народот го слушаат колку е тоа покачување поголемо. Рачунајте, имаат пензии со поголеми примања, меѓутоа што да речат тие што имаат 13.000 пензија. Само толку кратко. Да размислат малце дека ова не е смалување на производите, него е покачување на производите. И не вреди дали била новогодишна, кошничка или великденска или не знам каква, воопшто нема резултати. Така да, кратко и јасно ќе бидам. Поздрав до вас. Поздрав, секако куси, но доволно јасни. Останете да не следите
Нешто слично и на госпоѓата пред малку во однос на ставот и околу намалувањето нели на цените. Низер Демов напишал: ало, рачунате 10% за тие со плата, а што чекаат ранливите, социјалните, постојана гревот, требаше барем за сите Северна Република Македонија. СРМ има напишано од 15, 12, 24 година кошничката треба сите 65% за новата 2025 година. Предпоставувам дека алудира да биде намалена за 65%. Срекна и берекет на токму таква. Добро, продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Поздравки на до емисијата. Поздрав и до вас. Го слушав битолчанецот, многу вулгарност изрази на телевизија. Меѓутоа, да разбереме дека имаме ние капитализам, немаме социализам, више кај што одлучува цените. Пошто ние ништо не произведуваме, више, и тоа што ќе го произведуваме, ништо не го откупуваме. Тоа треба да се откупува, да има некој центар што ќе откупува, што ќе плаќа готови пари на производител, за да може и оној што ќе го купи поевтино да го продаде поевтино. Ние од странство увезуваме. Погледнете, во сите рафтови имаме од овде, од Српска, од Турција, од Грција производи. Ние немаме, ретко има. Еве, дури јас вчера бев да пазарем, има ставено етикети кои што се намалени. Еве, купив кавшкавал кој бил 500 и кусор, а јас го купив за 440 кило. Значи, дека има тие 10% може би по намалување. Тој лаже дека све и напаѓа владата. Владата кажа, значи, убаво си кажа премиерот, остави на совест на газдите, на фирмите кои што се приватни, да ги намалат цените во однос на 10%, за да можат да бидат приступачни на секој граѓани за нова година. А и верувајте дека се и за Великден многу безобразни трговците што гледат на тој ден да карат. Затоа што тогаш луѓето постат и најскапи се тогаш постните производи во маркетите и во пазарите и секдека. Затоа ви кажам, тоа се приватни луѓе. Благодарам многу за вашето учество и одговорите и напомена, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно јавување. Елена Чаковска напишала: цениве качени 100% и уште се качуваат, а плативе и пензиве ништо. И уште намалување 10% на сокшиње и колачи, по некое кравио сирење и јогурт од литар, а затоа маслото, јајцата и се во плафон. Битно да прославиме нова година, за после снаоѓајте се. Изгледа треба сите да ја напуштиме државава, само кај нас уште цениве неконтролирано се качуваат за нашиот никаков стандард. Забележувате ли набалување на цените? Дали сте задоволни од оваа понуда? И секако, ева, што забележувате всушност кога пазарувате во маркетите? Добро вечер. Добар ден. Добар ден и вам. Благодарам. Гледачката што рече произлегува трговијата, да е здрава и жива, многу убаво објасни. Ова е само четка преку очи, конкретно од владата. Нема никакво намаление. Еве, сопругот мој Сабајле кажа, напротив, точно јајцата, месото, млекото, баш основните прехрамени продукти, цените им се зголемени. А да не зборуваме што спомнуваат гледачите дека грамажата е намалена, а не цената. Цената напротив е качена. И сега, прво, уствари, тоа беше прво, второ, владата нема право да се меша ни оваа, ни претходната, што се меша, во пазарната економија. Затоа што ние имаме инспекции. Инспекторите треба да видат, ако е царинска стока, со каква цена влегла стоката во државата. Ако е наша тука, со каква цена влегла во магазинот на големо. И со каква цена влегла во малопродажба. Од таму се формира крајната цена. Не ни треба нас премиерот, не ни треба министерот. Ни треба инспекција да им објасни на трговците што не крадат. Значи и царина не краде, не само трговците. А тука инспекција не краде. Значи сите тие три ланци се поврзани, веројатно и владата од тука има корист. Се знае како се формираат цени во пазарна економија. Дотолку повеќе што ние имаме закон за фер или не фер, како беше трговија. Тогаш оставете тој закон нека функционира. Владата нема потреба да се меша. Благодарам многу и вам за вашите одговори.
Слободан Стојановски напишал: само напуштање на системот, бегање во село, граѓани, бетон, гипс и стиропор не се јаде. Ако вие малку вие, како и да е, ние продолжуваме да прашаме дали забележувате намалување на цените во маркетите, што впрочем забележувате деновиве кога пазарувате, дали сте задоволни од оваа понуда и секако дали би пријавиле неправилности доколку ги забележите во Државниот пазарен инспекторат. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Убава вечер и вам. Презадоволни сме. Само не може да изфункционира пазарната инспекција ако почнеме сите на толку поплати. Значи, ја не знам од кај да почнам пазарна економија. Се во ред. Меѓутоа, таа пазарна економија, што рекува и дека сме ние капитализам, не сме ова точно. Меѓутоа, зашто стопанствениците, ако сме капитализам, треба сами да си се снаоѓаат. Не треба владата да им зима кредит и да дава на стопанствениците да ги помага, значи со свој камен по глава. Значи ние потрошувачите ги помагаме они да се збогатуваат, а видите они на каков начин нас ни враќаат. И ајде да почнеме, гледате во пазарот е сива економија. Значи додека оваа сива економија не се стопира, ништо не бидува државата. Парите се во сивата економија. Значи не можете вие на стопанственици да задолжувате граѓани, за стопанственици да стануваат уште, што да кажам, поголеми олигарси, да зимате од народот, а на другиве да ги оставате сива економија. Значи, ако сме пазарна економија, нека биде, нека не бара помош. Онда Азевски да го ставиме министер за финансии. Значи, само се бори и бара помош за овие. Кој да бара помош за народот? Значи, ова е невидена срамота што се прави. Јас многу пати сум го кажала. Значи, мора на најосновни производи 20, 30, 50, не знам колку се, да нема ДДВ и да биде ефтино, да може секој граѓанин да биде најаден. Тоа е нешто најосновното што треба да го биде. А све што е увозно не е точно дека е поскупо. Нашата роба е по... Внимавајте на тајмерот 90 секунди. Благодарам и вам за учеството. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Дака, зашто се манипулира со народот на ваков начин? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Се манипулира. Цените кои што беа и пред ова 15 исти се, а под нив стои као дека се намалени. Само тој што не меморира, како јас меморирам многу цени и воопшто бројки, не може да каже дека ништо не е намалено. Зоста со тие лажи. Све додека вака ќутиме и преку само медиумите или на автобуски коментираме, вака ќе биде, или на социјални мрежи. Народот треба да каже доста е више со овие лаги, крај, и да се стави крај на ова лажно владење, лажно лажење, лажно не знам што да кажам. Нема нешто да е реално, све е лага во оваа држава. Ова е лажна држава и све е лага. Доста веќе лагата треба да се стави крај. А во лагата се кратки нозет. Така да све гледаме. Дали би пријавиле неправилности во Државен пазарен инспекторат? Ало? Дали би пријавиле неправилности во Државен пазарен? Треба да пријавите, кога тие се сите исто судијата каде, судијата тужи, судијата како беше. Така да не вреди да пријавите. Кидаде тука, ќе се насмее со тие продавачите и довиđenja. Све ни е јасно, не е прв пат, не е последен пат. Само народот се замајува и мисли дека нешто ќе купи поевтино. Ништо не купува поевтино. Тури поскапо од што претходно било. Вештешки се напишани други цени, кои што не беа претходно, а се води се како да се други биле цените, за да се створи лажна импресија дека се намалени. Не се намалени. Паметам цени, знам во сон да мразуди човек што е колку. И доста со тие лажи. Нека не се замајувам. Оно што има доволно пари не е проблем. Меѓутоа, оно што нема, жално, не може да си купи основни артикли за да преживее. За нив ми е жал. Големо благодарам и вам за вашите одговори во црвена линија. Време е да видиме како одговорија инстаграмџи. Заследете не и таму, учествуете во утрешната анкета. Денешната го постави ова прашање. Дали цените на вистина се намалени? Изгледавме вака, а сега ќе ви ги покажеме и резултатите. Еве, одговорија со да 19%, а со не одговорија 81%. Одиме со реклами, а потоа повторно во студио сме заедно.
Благодарам и за ова уште едно издание на Црвена линија, кое што е создадено токму од вас, а Црвена линија, како и секогаш се разбира, е емисија каде што граѓаните го имаат својот глас, својот став и вистината за нештата. Сега ќе видам, ќе тропнам, ќе задзвонам динг-донг, да видам што прават моите комши. Не смеам многу да зборувам, пошто најверојатно не сакајќи се им откривам. Денеска можеш многу да зборуваш со оглед на тоа дека... Денеска многу може да зборувам. Види, кога треба, бре, ти на тоа Марфи се вика, така? Кога треба да се зборува, некако по-кратки сме. Да, денеска треба малку да зборуваш, заради тоа што гостите наши се уште заглавени во сообраќајот. Спомнуваме ние секој ден, овој период од денот е хаотично што се однесува по улиците и булеварите, нормално. Празници се ближат, празници се нижат и празници, така. И се автомобили, значи надвор станува се по-густо ќе биде. Верувам дека и некоја делегација, но тоа ќе го дознаат во информативниот дел. Да, и кога ќе дојдат ќе ни кажат ако виделе Па што и тоа виделе. прави малку повеќе нели гужва во сообраќајот, посебно во овој период од денот. Така што ги очекуваме кај да влетаат и дефинитивно и денеска да стартуваме со уште едно возбудливо интересно издание на Никој како. Еве ќе дадам еден предлог, сакате да си играме водители и гости, еве ќе си играме емисија, например. Ајде бе, играме. Играме емисија. Ева, ја ќе ве прашам што најмногу како деца сакавте да играте. Катер се збореше ли сама пред огледало? Драги гледачи, викаш ли како дете? Најмногу да играм како дете, ластик. Ластик играш? Веројатно сите оние детски игри, Ако играла ластик, чекај да прашам, успеваше да стигнеш до ниво кога рацете не се скроз горе? Не, ти на крема колкава сум со помош. А па ти дете ли беше толкава мориката? Сега си попуштен едно 15 кила ли? Нема програма си, ти кој е? До кај стигаш, е? Ба добра си ти, еластична била колешка. Абе со помош, ти помагам секогаш, ама до тука секако не. Јас од дете се влечкав по ходниците на Македонското радио. Деде не си играл ништо, сакаш да кажеш. Добро, сите оние детски игри, Кои се нормално. детски? Па джамли, како му доаѓа. Фудбал играше? Фудбал, не многу фудбал, не, оно што е со трчање, не. Добро. Значи, оно што е ланзам полека, тоа да. Си водеше ли нено вести како дете, знаеш, вака ќе си седнеш и имитираш како? Да, и најавував и програма, нели? Порано се најавуваше програмата. Да. Па седнував си најавував. Се некако во знакот на ова што денеска го Ја не работам. најавував. Што правиш? Одјавуваше? Не, јас прв пат, уствари, вака беше никако. Дојдовме од Драчесбург во аеродром и бевме во зградата одма до Кардель. И јас 7 оделинија и 8 оделинија прв пат приредба има. И Јанкица, професорката по музичко, мене ми избра од сите 300 деца, јас да ја водам приредбата и така некако тргна се. Мислам, не знаев дека ќе се запишам на